Македонски кратки приказни. Македονικά σύντομα αφηγήματα. Целта на часот. Στόχος του μαθήματος. Στο μάθημα αυτό θα παρουσιάσουμε κάποια κράτκι μακεδονσκι πρίκασνη, σύντομα μακεδόνικα αφηγήματα, τα οποία εκτός του ψυχαγωγικού του στόχου αποτελούν και πηγή σοφίας και γνώσεων, την οποία οι παλαιότεροι χρησιμοποιούσαν για να διδάξουν τους νεότερους σχετικά με διάφορα σημαντικά θέματα της ζωής. Σοντρζίνα να τσάσοτ. Περιεχόμενο μαθήματος. Μακεδονσκι κράτκι πρίκασνη. Μακεδονικά σύντομα αφηγήματα. Македонското културно наследство е преполно со пишани кратки и долги приказни и бајки. Многу често полни со мудрост и животно искуство. Секој помал или поголем дел од Македонија има приказни со Итар Пејо, со Црна Арапина, со Насредин Оџа, со Волкот, со Лисицата и така натаму. Голем број од овие приказни се зачувани до ден денес и тоа се должи на Марко Костов Цепенков. Марко беше роден во 1829 година во градот Прилеп и беше истакнат собирач на македонски народни умотворби, кои имат непроценливо значење за македонската фолклористика, за етнографијата, за лингвистиката, за националната историја и за правото и за моралот на македонците. Η μακεδονική πολιτιστική κληρονομιά είναι γεμάτη με γραπτά, σύντομα και μεγαλύτερα αφηγήματα και παραμύθια, πολύ συχνά γεμάτα με σοφία και πείρα ζωής. Κάθε μικρό ή μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας έχει αφηγήματα, ιστορίες με τον Ήταρ Πέιο, την Τσάρνα Αράπινα, τον Νάστρεντιν Χότζα, το Λύκο, την Αλεπού κτλ. Μεγάλος αριθμός αυτών των αφηγημάτων σώζεται έως σήμερα χάρη στον Μάρκο Κόστοφ Τσέπενκοφ. Ο Μάρκο γεννήθηκε το 1829 στην πόλη Πρίλεπ και ήταν εξέχων συλλέκτης μακεδόνικων λαϊκών αφηγημάτων, τα οποία έχουν ανεκτήμητη αξία για το μακεδόνικο φολκλόρ, την εθνογραφία, για τη γλωσσολογία, για την εθνική ιστορία και το δίκαιο και το ήθος των Μακεδόνων. Бабата и внуката. Една баба имала внука. Внуката била мала и само спиела. Бабата сама печела леб, ја метела кукичката, миела, шиела, предела и ткаела за внуката. Потоа бабата остарела, легнала до печката и само спиела. Сега внучката печела, миела, шиела, ткаела и предела за бабата. Ακολουθεί η μετάφραση του προηγουμένου αφηγήματος. Лисицата и грозјето. Видела лисицата зрело грозје да виси и почнала да се мисли како да го изеде. Се обидувала на повеќе начини, но не успеала. За утеха си рекла: уште е зелено и кисело. Двајца селани. Патувале двајца селани, едниот во град, другиот во село. На минување се закачиле со санките. Едниот рекол: пушти ме ти, брзам за во град. Другиот рекол: пушти ме ти, јас брзам дома. Така викале додека не ги видел еден друг селанец и не им рекол: ако брзате, треба да се вратите малце наназад. Петел и бисер.
Чепкал петелот по буништето, па нашол зрно бисер. Само ѓубре наоѓам, рекол, кога еднаш ќе најдам глиста. Две жаби. Фатиле горештини, пресушиле езерата и мочуриштата, па две жаби тргнале да барат вода. Дошле до еден бунар. Помладата жаба побрзала. Да скокнеме. Колку многу вода има внатре, ќе ни биде убаво. Постарата рекла, да, внатре има доста вода, ама ако пресуши бунарот, нема излегување. Волк и лисица. Го видела лисицата волкот да си ги остри забите и му рекла: зошто ги остриш забите кога немаш со кого да се тепаш? Волкот и одговори: токму затоа и ги острам, зошто кога ќе дојде време за тепање, не ќе има време за острење. Старецот и смртта. Еден старец си насекол дрва и го понесол товарот. По патот се изморил, го симнал товарот и застанал да си почине. Ех, што се изморив, камо ја смртта да дојде сега. Дошла смртта и му рекла: еве ме, старче, зошто ме викаш? Старецот се исплашил и одговорил: за да ми го кренеш малку товарот. Насредин оџа и крадецот. Се враќаше насредин оџа дома пополноќ и сред село виде еден човек со пила за железо да го сече катанецот на еден дуќан. Што правиш таму? Го праша. Свира музика, му одговори човекот со пилата за железо. Не слушам ништо, кажа насредин. Дојди са бајле и ќе слушнеш, му одговори човекот. Насредин оџа и магарето. Насредин оџа отиде кај брат му за да го побара магарето за една работа. Не е тука магарето, му кажа брат му. На нива е со син ми. Во тој момент магарето почна да рика. Ама еве, го слуша магарето зад куќата, кажа насредин. Мене ми веруваш или на магарето? Му одговори брат му. Разлики во македонски дијалекти. Διαφορές σε μακεδόνικες διαλέκτους. Μοτσούριστε. Βάλτος. Προφέρεται και ως μουτσάρι ή ως μπλάτο. Κάτανετς. Κλειδαριά. Αναφέρεται και ως μπράβα ή ως κλουτσινίτσα. Γκιούμπρε. Σκουπίδι. Αναφέρεται και ως πασλάτσι, ενώ η λέξη γκιούμπρε σημαίνει και λίπασμα. Σε ουμόρουβαμ, κουράζομαι. Αναφέρεται και ως ποστάνουβαμ και σπανεότερα ως πάψουβαμ. Πύλα, πριόνι. Αναφέρεται και ως μπιτσικία.